Најпрво, да ви посакам добар ден. Денес ќе работиме по предметот математика за четврто деление. Јас сум оделенски наставник Добрила Дуковска од Основното училиште Ѓорѓија Пулевски. Денешната наставна единица е избирање и користење на стандардни мерни единици и нивните кратенки, километар, метар, центиметар и милиметар. Целта на овој час ќе биде учениците да именуваат, читаат и мерат должини со линеар во милиметри, центиметри и метри. Да избираат и користат стандардни мерни единици и нивните кратенки за проценка, мерење и запишување на должина, да знае да ги користи врските помеѓу познатите единици за должина и да користи децимални записи за запишување на резултатите од мерењето, онаму каде што е потребно. На денешниот час, покрај тетратката и моливот, ни се потребни и линеари. Се подсетуваме од претходните часови и од претходните години, за основна мерна единица за должина е метар. Ја запишуваме со малата латинична буква М. Помали мерни единици од метар се милиметар и центиметар, па запишуваме дека 1 метар е еднакво на 100 центиметри и 1 центиметар е еднаков на 10 милиметри. Поголема мерна единица од метар е километар, па запишуваме дека 1 километар е еднаков на 1000 метри. Зошто е важно прецизно да мериме? Јас избрав неколку професии каде што е важно прецизното мерење. Најпрво ги избрав инженерите, затоа што знаеме дека цртаат планови за изградба на згради, мостови, куќи, каде што е многу важно прецизното мерење. Следната професија ја избрав да биде кројач, затоа што знаеме, ако отидеме кај кројач, дека најпрво што треба да ни земат се мерки, за да ни одговара она што ќе го сошие кројачот за нас. Следната професија е градители, каде што знаеме ако прават мебел, е важно прецизното мерење за точно да се изработи она за што е потребно. Научниците при своите истражувања исто така е важно да имаат точни и прецизни мерења и кај лекарите исто е важно да имаат точни и прецизни мерења. Еден пример е самото одење на систематскиот преглед, каде што најпрво ни мерат висина и тежина, па исто важно да се прецизни мерењата. Со кои мерни единици би ги искористиле за да ги измериме предметите? Јас избрав неколку предмети, тоа игла, тетратка, кош и мост. Според големината, знаеме дека иглата е многу малечка, па нејзината должина би ја запишале во милиметри. Тетратката која мериме и должина и ширина можеме да ја запишеме во центиметри. Висината на кошот можеме да го запишеме во метри и гледаме дека мостот е премногу голем, неговата должина ќе ја запишеме во километри. На следната слика избрав една одсечка А и Б и од мене се бара да ја измерам со помош на линеар и да ја запишам во милиметри. Јас претходно ја измерив и ја запишувам дека одсечката АБ е еднаква на 115 милиметри. Но што ќе се случи ако во задачата од нас се бараше следно да ја запишеме во сантиметри? Знаеме дека 1 сантиметар е еднаков на 10 милиметри, па запишуваме 115 милиметри, каде првите две цифри ќе означуваат центиметри, а цифрата 5 ќе означува милиметри, што значи 11 центиметри и 5 милиметри. Ако треба да ја запишеме со децимален запис, тоа ќе биде 11,5 центиметри. Слична на претходната задача, ја избрав оваа. Школски автобус поминал 9200 метри од училиштето до зоолошката градина. Колку метри поминал школскиот автобус? Решение. Треба метрите да ги претвориме во километри.
Од претходно знаеме дека 1 километар е еднаков на 1000 метри. Па запишуваме 9200 метри е еднакво на прашалник. Тоа се бараат од нас километрите. 9200 метри, знаеме, 200 ќе ни бидат метри, а цифрата 9 ќе ни биде километри. 9 километри и 200 метри. Одговорот ќе биде школскиот автобус поминал 9 километри и 200 метри. Или, запишано со децимална запирка, 9,200 километри. На следното избрав неколку сликички со Ајфеловата кула, со Кривата кула од Пиза, потоа познатиот часовник во Лондон, Тадж Махал и статуата на слободата во Њујорк, каде што запишав неколку децимални вредности, кои што ќе ги искористам во задачата каде што ќе правиме споредба со употреба на знаците поголемо, помало и еднакво. Првата задача бара да направам споредба помеѓу 789 мм и 789 километри. Веднаш знаеме дека милиметрите се помали од километрите, па го користиме знакот за помало. Следната задача е 4,5 километри да споредам со 4500 метри, па запишувам дека е еднакво, знаејќи дека 1 километар е 1000 метри. 7,3 cm го споредувам со 730 cm, па веднаш запишувам дека е помало, бидејќи 7,3 cm е помало од 730. Следната задача е да споредам 3 метри, 3 cm, 1 мм со 3,6 cm, па ќе запишам дека е поголемо, затоа што 3 метри, 3 cm, 1 мм би биле 3,31 cm. Следната задача бара 9 км и 200 метри да ги споредам со 9200 метри, запишувам дека е еднакво, и последната е 5 cm и 5 мм да ја споредам со 5,4 cm, запишувам повторно дека е еднакво. Сега имаме една задача со една табеличка каде што треба да ги запишеме мерните единици за должина во различен начин. Првата е веќе решена, каде што имаме од местото А до Б има 2 метри и 18 cm, ако треба да го изразам во центиметри тоа ќе биде 218 и во метри 2,18. Останатите ќе треба вие сами во тетратката оваа табела да ја надополните. Еве ги точните записи за должина. Од местото Б до С ќе биде 2 метри 46 cm, а во метри ќе биде 2,46 метри. Од местото С до Б 3 метри 10 cm или 3,1 метар. Од местото Д до Ф ќе биде 0 метри 89 cm или 0,89 метри. И од местото Е до Ф ќе бидат 75 метри и 6 cm или 75,6 метри. Еве и неколку задачи за домашна. Едната задача каде што од вас се бара да претворите од метри во километри или во милиметри, и две текстуални задачи кои што се поврзани исто со претварање и користење на мерните единици за должина. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам успешна работа.